Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Доаѓаат мигови во животот кога сваќаме дека суровоста и неправичноста упатени кон нас немаат никаква врска со нашите акции, туку со невидливите длабочини од нечии душевни состојби. Сме забележали дека некогаш, одеднаш, некој близок член од семејството, пријател или соработник ги променил мислењето и однесувањето кон нас, онака одеднаш, што дури е и необјаснимо. Се оддалечила, едноставно го чувствуваме тој ладен и суров однос. И си го поставуваме прашањето, што се случи? Таа започнува да не потценува, како на личен, така и на професионален план. Се запрашуваме, како личноста која не поддржувала и ценела, сега не сака во незина близина? Прво си велиме да не сгрешив нешто, се преиспитуваме. Но понекогаш вистината е покомплицирана од тоа што изгледа. Не се нашите акции врз основа на кои таа личност реагира на тој начин, туку сенката, односно темнината во неа со која никогаш не се осмелила да се соочи. Не секој сака да се соочи со сопствените падови, недостатоци, погрешни мисли, погрешни намери, навики, животни ставови, предрасуди, его, суета, гордост и така натаму. Сето тоа се складира во несвесниот дел од нас. И тоа не исчезнува само од себе, туку само со соочување и обновување на умот. Тоа стои во мерување се додека одреден тригер или прекинувач ќе биде вклучен и тогаш тој скриен дел одеднаш излегува на површина. Тој тригер, односно прекинувач, сме токму ние. Нашата појава, нашето присуство, нашето однесување, нашата автентична и уникатна природа. Може би нашата самодоверба иницира несигурност кај таа личност и таа не може и не сака да ја признае. Или нашата дисциплина ја открива мрзливоста кај таа личност, мрзливоста што ја сокрила. Или нашето чувство за сочувство, емпатија, ја подсетува таа личност на незината грубост и безчувствителност. Или пак, нашата слобода ги открива синџирите кои таа личност доброволно си ги ставила. Кога ова се случува, таа личност не гледа нас, туку незината сенка во нас. И со тоа не омаловажува, мрази и е полна со завист, што се всушност проекција на неоткриените делови на таа личност. И затоа, другите можат и се однесуваат како да им сме непријатели без за тоа да има реална и основана причина. Таквите личности водат војна, бидејќи нашето постоење ги треси нивните темели на несигурност и нивните илузии, а не е тоа како резултат на нивните акции. Ние сме всушност огледалото кој им ја покажува нивната вистинска слика. А нели, во огледалото се гледа?
И таа рефлексија е неподнослива за нив. И заради тоа мора да најдат начин како да го тргнат огледалото и да го уништат, за да не ја гледаат сопствената несовршеност. Наместо да се соочат со сопствената темнина, тие вината ја префрлаат на личноста која најмалку го заслужува тоа. Тоа го прават преку зборување, клеветење, подценување и оддалечување, мислејќи дека тргајќи ненастрана ќе ја отстранат сопствената темнина. Но темнината ги следи насекаде, бидејќи таа е во нив, шепотејќи, чекајќи потврда и признавање. Ако го разбереме ова, ние ќе се однесуваме кон себе си, кон другите многу поинаку. Тајната е во расудувањето. Штом сватиме дека таквите личности не се борат со нас, туку со себе си, тогаш ни е полесно и знаеме со што се соочуваме. Едноставно, нивниот внатрешен конфликт се проектира преку нас. Позади подценувањето и понижувањето стои сенка полна со неизлечени рани од сопствените негативни животни доживувања и љубовта и вниманието кои не ги добиле. Нашиот успех, нашата уникатност, нашата автентичност ја доживуваат како навреда. Кога нашата светлина ќе ги осветли нивната темнина, доаѓа на виделина. Имено во Божиот збор во посланието Ефесијаните гласи: а се што е разобличено светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно светлина. А Евангелие според Матеј 6:23 гласи: ако светлината што е во тебе е темнина, колкава ќе биде темнината? И затоа во 5 глава пишува: вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие, ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник им свети на сите. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Полесно е да се обвинува и прстот да се вперува во другиот, отколку човек да се соочи со сопствената темнина. Полесно е да се критикува туѓиот успех, отколку да се соочи со сопствените пречки. Полесно е да се осуди нечија автентичност, отколку да се соочи со сопствениот погрешен идентитет. Ова не се однесува само на другите, туку и на самите нас. Со што не сме се соочиле, а е во нас. Исто како што ние будиме неудобност кај другите, што е она што тие будат кај нас? Што не иритира, што не вознемирува? My love's coming after you. 'Cause you're the one I'm after. You're the one I'm coming for. Can you feel me knocking at your door? Open wide, open wide. Coming after you.
disappointment. And my love is stronger than any of your pain. And I'm coming after you. Да се биде автентичен значи да се живее без постојана потреба да се биде признаен и пофален. Автентичноста значи слободост за оној што ја прегрнува, а кај оној што ја одбива предизвикува одбивност, па дури омраза кон другите. Автентичноста не е само начин да се живее, туку е огледало кое ја одразува погрешноста. Така што, во моментот кога зачекоруваме во нашата автентичност, ги предизвикуваме илузиите на другите. Многу луѓе живеат под маски. Тие оформуваат идентитети кои се прифатливи, личности кои се бранат од одбивање и од фрлање. Но присуството на некој што е автентичен ја разбранува сета таа состојба и прави потрес и ја дестабилизира заштитата под маски. На тој начин поединецот одеднаш се чувствува несигурен, замаглен. И затоа автентичноста се перципира како закана. Нашата автентичност ја открива реалноста кај другите, за компромисите што ги направиле. Нашето присуство е тивко соочување. Автентичноста го буди чувството за опасност кај другите, а со тоа го буди чувството за одбрана. Затоа, понекогаш, да се биде автентичен значи да се живее во изолација. И врз основа на ова јасно ни е зошто некои луѓе го игнорираат нашето присуство, нашата појава и уникатност. Автентичноста не е бунтовност, туку синхронизирање со она што вистински си ти, зашто си создадена. Автентичноста е едноставна, а илузијата бара голем напор за да се стават сите потребни маски и да се одржат. Лагата бара постојано вложување. Одредена слика бара постојана енергија за да се одржи таа слика. Автентичноста не бара ништо, само треба да биде слободно изразена. Таа живее, таа дише, таа обстојува. Низината присутност ја рефлектира огромната енергија што е вложена во одржување на туѓата лажна слика. Да се биде автентичен, значи да си има храброст, а не секој ја има таа храброст. Љубомората од тоа зошто сме храбри, да бидеме автентични, кај другите доведува до запрашување зошто не се тие храбри. Нашето присуство ги подсетува на непроживеаното како резултат на нивната нерешителност и мислат дека напаѓајќи на нас тоа чувство, таа реалност ќе исчезне. Мора да сме свесни дека автентичноста нема секогаш да биде разбрана и прифатена. Да се живее автентично значи да се прифати фактот дека ќе бидеме неразбрани, неприфатени, судени, па дури и навредени. Но од друга страна тоа не ослободува од зависноста да се живее според нечие мислење и нечие очекување.
нема да правиме компромис за краткотрајно прифаќање од другите. Автентичност да ги инспирира другите, свесно или несвесно. Тоа предизвикува запрашување за нивните маски, а запрашувањето е прв чекор кон трансформација. Со нашата автентичност сееме семе на промена и будење кај другите. Да не ни биде чудно доколку некој го променил однесувањето кон нас. Тоа е така од причина што тие луѓе или поединец ја губи контролата над нас и се чувствува несигурен. Клучна улога тука игра поставувањето јасни граници. Кога повлекуваме линија, ја изместуваме претходно воспоставената рамнотежа. Оној кој имал корист од нашиот компромис, одеднаш чувствува дека ја губи контролата и се чувствува нестабилен. Одеднаш се менува. Дури во секојдневен поздрав се чувствуваат зависта и љубомората. Кога нашата автентичност ќе се спротистави на просечноста и на туѓата желба за да не подчинат туѓите очекувања, чисто тоа предизвикува поделба. Погрешно сме сватени. Таквите однесувања најчесто се од луѓе кои сакаат да не манипулираат и да имаат контрола над нас. Тогаш се чувствуваат немоќни, бесни, арогантни и не почитуваат. Ја немаат повеќе моќта што имале врз нас. Свесно или несвесно, помалку или повеќе, секој сака да има контрола врз другите. Кога друга личност ги проектира врз нас незините слаби страни и несигурност, таа всушност го истура врз нас она со кое не може да се соочи. Затоа, свесноста за ова е од огромна важност. Не знаејќи го ова, ќе живееме во лагата дека туѓите мислења не дефинираат. Ќе бараме одобрување, ќе се плашиме од одбивање и од далеченост, и одбивноста од другите ќе ја интерпретираме како наша неадекватност. Драги мои, не секој одбира да работи на својот личен раст и развој. Не секој сака да се соочи и да се погледне во гледало и да го поправи она што е потребно. Не секој сака да поминува низ процесот на трансформација. Да размислиме, што рефлектираме ние? Што рефлектираат другите околу нас? Треба ли да поработиме на овој дел од нашето постоење? Да го прифатиме предизвикот да созреваме и со тоа да ја откриеме нашата автентичност и уникатна природа. Ве поздравувам! Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер.